Двајцата председателски кандидати имаат различни видувања за неколку теми, но Камала Харис и Доналд Трамп и двајцата се согласуваат за едно прашање – заканата од Кина. Роберт Обрајан служеше како советник за национална безбедност за време на администрацијата на Трамп. Мислам дека заканата со која се соочуваме од Кина е многу посериозна отколку таа со Советскиот сојуз во студената војна. Обрајан вели дека САД треба да се справат со Кина преку демонстрација на сила. Тоа не е само војна сила, тоа е економска сила, дипломатска сила, мека моќ, но и културна сила. Тоа е она што ги плаши нашите противници. Што се однесува до економијата, и администрациите на Трамп и Бајден користеат царини за да се спротистават на она што тие го опишуваат како Кина продава ефтини производи во странство, што ја прави конкуренцијата тешка за американските бизниси. Кина ќе го преземе целиот ваш бизнис поради електричните автомобили и поради ефтините материјали. Трамп предлага царини до 60% за кинескиот увоз. Харис исто така ја признава американско-кинеската конкуренција. Ке се погрижам во иднина да го водиме светот кон вселена и вештачка интелигенција. Америка, а не Кина, ќе победи на надпреварот. Таа поддржа некои од ограничувањата во трговијата што ги поддржа и администрацијата на Бајден, но таа сигурно не е таква личност. Аналитичарите велат дека Трамп е повеќе посветен на тоа. Веројатно мојот прв повик ќе го повикам председателот Ши Џинпинг, ќе му кажам: морате да го почитувате договорот што го направивте. Склучивме договор за да купите американски земјоделски производи во вредност од $50 милиарди. Ви гарантирам, тој ќе го почитува. Во областа на надворешната политика, Обрајан вели дека е важно да се градат сојузи со истомисленици. Имаше време кога Америка можеше сама да го преземе товарот, не можеме повеќе сами. Еден експерт вели дека Трамп се одвоил од традиционалната републиканска надворешна политика за воспоставување силни сојузи. Трамп едноставно не е заинтересиран за сојужништва, туку повеќе за самите нас. Со зголемената изборна реторика поради кинеската конкуренција и безбедносните закани, некои американци стравуваат дека вистинските губитници може да бидат азиските американци и кинезите кои живеат во САД, вели Стивен Пеј, кој емигрирал во САД од Тајван и работи како универзитетски професор. Тие сметаат дека САД се соочуваат со закана на цело општество од Кина. Тогаш е потребен одговор на целото општество за да се справи со оваа закана. Од фабриките, студентите и истражувачите од Кина. Ке бидам етикетиран затоа што луѓето не може да кажат дали сум од Тајван или од Кина или пак од Кореја. Со реториката на Трамп, некои азиски американци се загрижени за зголеменото антикинеско расположение, доколку тој биде избран, но азиско-американските републиканци велат дека се надеваат дека Трамп, бидејќи е бизнисмен, може да направи договор со Кина од кој ќе имаат корист сите во Америка.